9 часот и 30 минути, точно време за да ви посакам добро утро и добро дојдовте во новиот квадрат. Почнуваме сега, а што конкретно ќе следува во следниве 30 на минути во нашето денешно дружење, ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат ви го откриваме новиот тренд кој е против вештачка интелигенција во домовите. Ви помагаме како да ги избегнете најчестите грешки и како да ја уредите вашата канцеларија. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Ќе започнеме со една тема која е дефинитивно нешто што не обкружува последните години. Вештачката интелигенција зазема место на секаде, па меѓу другото и во дизајнот на интериер. Но верувале или не, новиот тренд е дека треба да се одиме наспроти вештачката интелигенција, односно да му дадеме личен печат и допир на нашиот дом и да го направиме вистинско место за уживање. Како да го направите тоа во продолжение. Вештачката интелигенција ќе влијае на речиси секоја индустрија, а ако не сте подготвени да продолжите напред и да се приклучите на промените на пазарот, вашите конкуренти ќе ве победат. Вештачката интелигенција направи значителен напредок во различни индустрии, а ниту полето на дизајн на интериер не е исклучок. Во наредните години можеме да очекуваме уште поголеми технолошки достигнувања кои потенцијално ќе ја револуционизираат дизајнерската професија и процес како што го знаеме денес. Но сепак, доколку вие не сакате, тоа и не мора да биде така. Трендовите во внатрешноста никогаш не се случуваат случајно. Тие се реакција на начинот на кој живееме, работиме и го поминуваме слободното време. За 2026 година гледаме јасна насока. Потопли простори, функционалност што има смисла и дизајн што го олеснува секојдневниот живот, а не само што изгледа добро на фотографија. Паметните функции повеќе не се нешто што треба да излезе во вселената. Напротив, најдобро функционираат кога не се забележани. Тоа значи автоматски светла, системи за грејење кои ги учат вашите навики и звучници кои се вклучуваат во просторот наместо да зафаќаат полица. Целта е многу едноставна – удобност, а не демонстрација на технологија. Просторот треба да биде лесен за користење и да ви го улесни секојдневието, наместо да бара дополнителна енергија или време. Замислете дневна соба во која ништо не е совршено по рамнето, каде бојата малку забегува, линиите не се строги и не се чини дека секој детаљ има приказна. Од тука почнува дизајн против вештачка интелигенција, естетска насока која се повеќе се спротивставува на стерилната алгоритамска убавина на модерните интериери. Во 2025 и 2026 година, кога вештачката интелигенција го превзема дизајнот, планирањето и визуализацијата, луѓето се повеќе избираат што е уникатно, рачно и искрено. Овој тренд не се обидува да биде совршен. Напротив, ја слави несовршеноста. Рачно насликан мебел, текстил со видливи траги од работа, ѕидови на кои се гледа четка, а не дигитален принт. Тоа не е украс заради естетика, туку тивок бунт против униформираноста. Колку повеќе простории се слични едни на други, толку поголема потреба за личен допир. Дизајнот против вештачка интелигенција одговара токму на овој замор на копи-пейст интериерите. Фокусот е на детали кои изгледаат како да не дошле од фабрика, рачно изработени тапети, насликани абажури, мебел со уметнички интервенции, ткаенини кои имаат текстура и карактер. Малите неправилности веќе не се недостаток, туку предност. Тие го прават просторот потопол, пожив и поблизок до луѓето. Станот престанува да изгледа како каталог и почнува да изгледа како дом. До место каде што можете да видите дека некој навистина живее таму. Кога овој тренд го привлече вниманието на јавноста, поминаа и големите модни икони и животните стилови. Рачно насликани парчиња мебел во домовите на познатите брзо станаа вирални на социјалните мрежи и покажаа дека луксузот повеќе не значи совршенство, туку автентичност. Но дизајнот против вештачка интелигенција не е резервиран за големи имиња или огромни буџети. Доволна е една храбра облука, насликана масичка за кафе, везена перница, чаршав што изгледа како уметничко дело или ѕид со рачно изработени тапети. Еден елемент е доволен за да му се даде на просторот идентитет што не може да се копира.
Антивештачка интелигенција дизајнот сака да има протагонист. Ако се работи за бојадисано парче мебел, остатокот од просторот треба да остане мирен и неутрален. Доколку зидот носи силен визуелен впечаток, останатите елементи треба да му дадат на просторот да дише. Целта не е домот да изгледа како студио во хаос, туку како внимателен простор со еден силен личен акцент. За оние кои не сакаат сами да експериментираат, пазарот веќе нуди внимателно дизајнирани парчиња со рачно изработен изглед, од декоративен текстил до осветлување со обојни детали. Овој дизајн не е минлива мода, туку одговор на време кога се може да се генерира со еден клик. Тој потсетува дека домот не треба да изгледа безпрекорно, туку дека во него се чувствува животот. Дека има отпечатоци од раце, емоции и лични приказни. Една линија исцртана со рака, еден детаљ што не може да се повтори, се доволни да му дадат душа на просторот. И тоа е нешто што ниту еден алгоритам, без разлика колку е напреден, не може да го произведе. Во крајна линија на целата приказна е едноставна. Трендовите не се целта. Целта е да живеете во простор кој ја врши работата наместо вас, кој ви носи мир, функција и јасност секој ден. 2026 година оди во насока која го поддржува тоа. Помалку студено, повеќе текстура, помалку покажување, повеќе живот. Помалку естетика, повеќе дизајн што чувствува. А кога сме веќе кај трендовите, еден од најголемите трендови кои го остави пандемијата, која за среќа е веќе зад нас, е работењето во домашни услови, односно во домашни канцелари. И навистина веќе научивме како да ги уредуваме. Но дали можеби не забележувате некои одредени грешки кои ви ја крадат продуктивноста? Ќе ви помогнеме да ги откриете во прилогот кој следува во продолжение. Кој работи греши, а тоа е особено точно кога станува збор за дизајнот на домашна канцеларија. Ако сте еден од оние кои секојдневно превземаат некој чекори направи сам за да го преуредат интериерот, постојат големи шанси, додека уживате во вашата работа и труд да сте направиле некои кардинални грешки, поради кои вашиот работен простор се чувствува малку тесен и неартикулиран. Дури ако сте задоволни со дизајнот на вашиот простор, може би превидувате некои детали кои едноставно не одат заедно. Ако некогаш сте се запрашале кои се најчестите грешки кога станува збор за опремување на вашата домашна канцеларија, денес ви откриваме листа за проверка која ќе ве натера секогаш да ги имате на ум основните работи во иднина. Една од најголемите грешки е преценувањето или потценувањето на просторот за поставување канцелариски мебел. Секоја празна соба изгледа пространа додека не додадете биро и стол. Фрли во библиотека и една споредна маса, и одеднаш ќе имаш тесен, недостапен простор. Пред да почнете да го гледате мебелот, измерете го просторот и погрижете се за позициите на вратите и прозорците. Кога сме кај прозорците, размислете дали сакате да уживате во поглед додека работите или предпочитате вашата маса да биде до зид. Пространата канцеларија може да биде од голема помош за вашата удобност и продуктивност. При тоа, овде не мислиме на димензиите на самиот простор, туку на количината и распоредот на елементите. Затоа секогаш прво земете ја предвид големината на вашата канцеларија, а потоа почнете да барате мебел. Пред да набавите нов канцелариски мебел, размислете за вашиот типичен работен ден и што би можеле да подобрите во вашата околина за да бидете попродуктивни. Одредете како сакате да го користите вашиот работен простор, како ќе се движите низ просторот. Дали ви треба многу простор за складирање на вашите документи? Исто така, корисно е да направите листа на ваши секојдневни задачи. Тоа може да биде постојана работа со тастатура, ракување со документи или чести состаноци со клиенти. Кога ќе ги видите различните задачи што ги извршувате секој ден, ќе знаете кој канцелариски мебел најдобро ќе ви помогне со нив. Така, например, можете да дознаете дали ви треба помало биро или дали треба да барате опција за многу простор за пишување и складирање документи. За да бидете ефикасни и продуктивни, од суштинско значење е да изберете канцелариски мебел кој добро одговара на вашето тело и работни барања. Затоа удобноста е врвен приоритет. Од висина на работното столче до димензиите на работната маса, ергономијата има големо влијание врз вашата удобност и здравје, а со тоа и врз задоволството и продуктивноста. Следствено, добра идеја е да ги пробате парчињата пред да ги купите.
Столот, на пример, треба да обезбеди доволна поддршка за грбот и лумбалниот предел. Размислете за вашата висина и изберете маса и стол што се пропорционални. Прочитајте детален водич за купување канцелариски материјал. Кога зборуваме за студен или од другата страна топол простор, мислиме на чувство што ви го буди канцеларијата. Сигурно е дека сакате да го поминете работното време во топло, весело расположение. Затоа потрудите се да создадете мирна, смирувачка работна средина преку вашиот избор на бои, уметнички дела и друг декор. Библиотеките и комодите не мора да бидат исклучиво функционални, резервирани за чување документи. Додадете омилени фотографии, сувенири и домашни растенија. Можете исто така да ги прикажете уметничките дела на вашите деца, како и вашата креативна работа. Обкружите се со детали што прават да се чувствувате добро и инспирирано. Природната светлина е исто така важен фактор што треба да се земе предвид. Работата во темна просторија без природна светлина нема да биде продуктивна и може да му наштети на вашето физичко и ментално здравје. Избегнете го тоа сценарио со избирање на простор каде што имате пристап до природна светлина. Ако е премногу силна, можете да поставите завеси или венецијане ролетни. Меѓутоа, ако е премалку, размислете да поставите огледала, така што тие ќе рефлектираат одредена количина на светлина. На овој начин можете да додадете осветлување и во исто време да ги декорирате ѕидовите на канцеларијата. Боењето на ѕидовите без претходно размислување за комплетна шема на бои или избор на мебел е добар начин да создадете хаотична просторија по која ќе шетате по големиот дел од денот. Откако ќе се одлучите за палета на бои, се препорачува сите тонови да ги усогласите со тапацирот и теписите, а потоа истото да го направите и со завесите и секако со мебелот. Маси, столици, полици за книги треба да ви помогнат убаво да ги поврзете и сите други елементи во една кохерентна целина. Лесно е да се заљубите во комплет мебел, дури ако е преголем или премал за просторот што треба да го пополните. Пред да купите мебел, визуализирајте колку простор ќе земеме со помош на мерна лента, за да ги опишете димензиите на подот. Да се има еден голем предмет е во ред, се додека тоа е фокусна точка на собата. Сепак, голем број помали предмети ќе создадат чувство на неред. Совршена комбинација на мебел ќе има различни висини, форми и големини. Ако не сте внеле доволно производи за складирање во вашиот буџет, најверојатно ќе завршите со повеќе ставки на екранот отколку што првично сте планирале. Во тие моменти, повеќето од нас посегнуваат по ефтини гардероби, кои ќе ни помогнат уредно да сокриеме различни предмети кои не изгледаат добро на полиците или на масите. Но ако сакате вашата канцеларија да изгледа убаво и удобно, се препорачува да ги прилагодите сите овие складишни единици, за да одговараат на целокупниот дизајн на вашата канцеларија. И конечно, кога станува збор за уметнички дела, погрижите се центарот на секое парче да биде закачен над зидот во висина на очите. За се што планирате да поставите на тросадот или друго парче мебел, советот е да бидете сигурни дека има околу 25 см простор помеѓу дното на сликата и горниот дел од парчето мебел. И ако ви кажавме како не треба, рете да ви кажеме и како треба и да ве инспирираме на оваа тема. Тоа го правиме во последните минути од нашето денешно дружење. Уживајте! Ви откриваме како да креирате самостоен и функционален работен простор во вашиот дом. Со советите на архитекти и дизајнери на модерни интериери низ целиот свет, и тоа со само неколку чекори. Новите технологии направија револуција во начинот на кој живееме и работиме. Благодарение на нив имаме можност да ги пренасочиме традиционалните канцеларии во повеќе приватно и мирно обкружување и да извршуваме работни одговорности дури и од удобното катче во нашиот дом. Меѓутоа, многу ми настравуваат дека условите во домот може да имаат ефект на намалување на продуктивноста на трудот, поради што оваа идеја се користи со голема предпазливост во текот на првите неколку години. И ова е јазот помеѓу потребата повеќе луѓе да работат од дома и стравот дека може да влијае на квалитетот на работата, што стана еден од најголемите предизвици за архитектите и дизајнерите на модерните интериери. Побарувачката од зголемен број клиенти беше многу едноставна. Дизајнирање работни места во станови или куќи, кои зафаќаат помалку простор, особено во урбаните области. На прв поглед невозможна е мисијата.
Во пракса, понатамошен доказ дека не постојат нерешливи задачи за големите луѓе. Нивните решенија веќе се провлекуваат во интериерите на многу метрополитенски области низ целиот свет, докажувајќи дека е можно да се создаде посебен и функционален агол за работа во многу мали интериери. Само 4 метри квадратни се доволни за да се создаде функционална работна околина, тоест мала канцеларија во вашиот дом. Со помош на блокови со мала ширина, еден дел од дневната соба или спалната соба може да се реконструираат за да се обезбеди посебен простор со доволна големина, за да се задоволат работните потреби, а сепак да се зачуваат вредните квадрати на просторот за живење. Совршен избор за ваков тип на проекти се овие блокови со ширина од 10, 12 или 15 сантиметри, бидејќи овозможуваат просторијата да се реновира брзо и лесно, со максимална заштеда на просторот. И тоа е токму најголемиот предизвик во овој потфат. Но како да изберете идеална квадратура за домашна канцеларија? Една од важните задачи е да изберете идеална локација за канцеларијата. Најдобро е работната површина да ја чувате подалеку од најпрометните делови од домот. Но и други работи кои можат да се мешаат во работната атмосфера, како што се, например, уреди за домаќинство, телевизори или надворешен шум. Секојдневните звуци во домаќинството се неизбежна појава и затоа е неопходно да се изберат квалитетни материјали, кои исто така ќе обезбедат и соодветна звучна изолација. Пристојна количина на природна светлина е исто така важна при изборот на локација, но со добро осветлување што ги осветлува просторијата и бирото, може да се избегне напрегање на очите и да се создаде пријатна работна атмосфера. Имајќи предвид дека во големите градови се помалку и помалку сме во можност да издвоиме цела просторија само за работа, престижните архитектонски бироа и студија за дизајн на интериер го најдоа решението во подигање на преграден ѕид во интериерот. Во пракса ова се покажа како најдобра опција, бидејќи брзо и лесно гради нов, физички посебен простор, но исто така и создава јасна психичка бариера помеѓу работата и просторот за живење во домот. И што е најважно, таа бара исклучително мала квадратура. Ако над зидот хоризонтално нема да додавате инсталации и дополнително да го опторетувате понатаму, доволно е да употребите преградни блокови со дебелина од 10 см. Но ако планирате да поставувате полици на зидот, например, решете се за блокови со ширина од 12 или можеби 15 см. Се што треба да сторите е да го опремите вашиот нов простор, за да одговарате на вашите потреби и да го декорирате во омилен стил, што ќе зголеми вашата инспирација и секако продуктивност. И колку домашната канцеларија може да биде функционална, а во меѓувреме и совршено дизајнирана, најдобро е потврдено од решенијата на светските архитекти и дизајнерите. Дали некогаш сте се запрашале како една боја може да оживее цел кат од домот? Портокаловата дневна соба е тајниот рецепт за смело освежување и динамика. Со оглед на неговата живост, ефектот на портокалот има амбиент кој ќе се почувствува во сите простории, без разлика дали се работи за ходникот, кујната или трпезаријата. Портокаловата е боја што го привлекува вашето внимание. Тоа е храбар избор што може да ги направи нервозни и најхрабрите дизајнери. Портокаловиот декор во дневната соба може да постои без ниту една капка портокал над зидовите, фокусирајќи ја бојата на мебелот, акцентните парчиња, па дури и осветлувањето. Исто како и секоја соба, во дневната соба портокаловата има свој партнери со кои одлично се вклопува. Спарете тонови на портокалова и сива боја или играјте со различни нијанси на портокалова. Теракота, сиена и темно портокалова се сите варијации на портокаловите тонови кои водат до соба со изгорена портокалова. Одличен е за сите оние кои ја сакаат позитивноста на портокалот, но сакаат нешто полуксузно, земјено и приземно. Важно е да се постават различни видови на запален портокал, за да се даде длабочина на дизајнот. Ако сакате да користите портокалова со неутрална боја која не е бела ниту крем, тогаш може да биде сива. Бледо сива, средно сива, па дури најтемните нијанси на сива може добро да се комбинираат со портокаловата, но студените тонови даваат најдобар контраст на неговата жива природа.
Може да одите 50-50, односно внесете иста количина од двете бои. Од друга страна на вагата е една од понежните нијанси – праска. Се уште е разиграно, добредојдено, но многу помирно и смирувачко. Праска е боја која дури и кога е над зидовите, нема да го направи просторот премногу драматичен. Во зависност од специфичната нијанса и стил на собата, може да ве врати во времето или да предизвика медитерански стил, особено кога е во комбинација со боја на слонова коска и крем. Портокалот не е само топол, бидејќи коралите се поекзотични, разиграни и помалку гламурозни. Коралот потсетува на зајди сонце, тропски корални гребени и се што е поврзано со летото. Инеристичкиот оптимизам го дели со портокаловата, но е посензуална, па затоа е подобро да се воведе преку елементи како софи, подпирачи за нозе, перници, завеси. Портокалови завеси, теписи, украси, перници. Создадете палета која е далеко од бојата над зидовите. Додатоци може да даваат два резултати. Или ќе внесат боја во собата додека остатокот се уште е студен, или само ќе ја потврдат шемата на бои во просторијата. Дури и најмалите детали може да имаат големо внимание. А сега ве оставаме да работите или да уживате во удобноста на вашиот дом. Се надевам дека успеавме и денес да дополниме нешто во вашиот дом и да го направиме уште хубаво место за живење. Ви благодарам што бевте наше друштво и ова неделно предпладне. Се гледаме повторно наредната недела. Пријатно!